Започнува дневникот на КТВ, петок, 8 август 2025. Добра вечер. Улицата Јован Чевелков во урбана заедница Слога во Кавадарци е целосно асфалтирана. Градоначалникот Митко Јанчев подсетува дека на тој потек во градот се реализирани значајни инфраструктурни проекти, издадени биле и повеќе дозволи за градба. Јован Чевелков се содржа повеќе краци. Значи, ова е континуитет на следењето на изградбата на инфраструктурата на општина Кавадарци. Претходно ЈП Комуналец тука постави комплетна мрежа во делот на водоводна канализациона мрежа. Сега се асфалтира улицата, се мести улично осветлување. Значи, општина Кавадарци во овој дел од градот, задругар меѓу Слога, малтене би рекол на крајот од градот и на генералниот план, успеа да ги следе чекорите на граѓаните и потребите нивни во делот на издавањето на градежни дозволи, со самото завршување на луѓето да бидеме ние комплетно инфраструктурно завршени во делот на сообраќајници, вода, канализација и улично осветлување што е неопходно. Планот општина Кавадарци е во овој дел од градот Слога, значи имаме предвидено со урбанистички план и изградба на повеќе јавни објекти. Значи, по завршувањето на ова ќе дадеме приоритет на изградба на детски катчиња за рекреација, ќе дадеме приоритет за изградба на зеленило, кај што имаме предвидено, така да и овие луѓе тука кои што се веќе населуваат во овој дел од градот добијат и комплетна содржина за рекреација во нивните слободни часови. Би кажа на многу убава зона со висок поглед, со константен ветер и мислам дека од една напуштена средина која што беше претходно, во последните 2-3 години се урбанизира и се издадени над 30 градежни одобренија за индивидуално домување, а со однос на тоа општината си ги следи своите обврски кои што треба да ги достигнеме и постигнеме да ги имаат нашите сограѓани, наспроти тоа каде што претходно и по 30, по 40 години чека за изградба на улици. Сакам да кажам покрај тоа што ова е висока зона од делот на градот, во континуитет 365 дена 24 часа, нема никаква рестрикција ниту за вода, ниту па за износ на комунален отпад и се она што општината го има како минимална обврска да го оствари. Меѓутоа сакам да го прошириме малку делот за да добијат и содржини во рекреација, содржини за најмладите. Инаку со урбанистички план, токму тука ќе што стоиме лево, таа парцела е предвидена да биде и училиште изградба, меѓутоа тоа ќе се покажат анализите и времето за понатамошниот развој на самата заедница. Ова улица Јован Чевелков импресионира по тоа што индивидуални стамбени единици на млади брачни парови во разговор со инспекторот градежен, значи 20 до 30 единици на број. Тоа на што сум посебно радосен и тоа што сум посебно горд дека младите како едно модерно време да бегаат од централното градско подречје на периферијата, сакаат мир, почист воздух, пред се од градскиот централен метеж, што е нели мал куриозитет. Тоа е единица каде што претходно јавното предпријатие Комуналец комплетно водовод и канализација е поставено, потоа е тампонирање, асфалтирање преку општина Кавадарци, преку програмот за комунална изградба за 24 година. Значи, општина Кавадарци размислува долгорочно на овој дел од градот, како што каже и градоначалникот, предвидено во идно време, бидејќи се наоѓаме во генерален и детален урбанистички план на кој е потребно има и маркич за утре за основно училиште, така да овој дел од градот добива посебна единица, добива посебна драж. Се надевам дека времето ќе покаже дека сме на правото место и инвестирањето во овие делови на градот кои пред 10 до 20 години можеби беа една мисловна именка дека денеска би било ова вака. Сметам дека сме со тек со времето воедно и нашите урбанисти и предминатиот век кога овој западен булевар, северен булевар ги споија, тие и тоа на тоа време биле визионери. Ете дојде времето се направија. Така да наше е да биде да ги пратиме нашите визии, да имаме добрата мисла, желбата за работа, искрено и често кон нашите сограѓани, сметам дека сме на правиот пат. Денеска се работеше на обележување на вертикална и хоризонтална сигнализација на новиот кружен тек на Западен булевар заради поголема безбедност во сообраќајот, информираат од локалната самоуправа.
Од таму информација дека во завршна фаза е изградбата на детското игралиште на улицата Рајко Жинзифов. Од локалната самоуправа додаваат дека покрај поставените реквизити за најмладите се поставила и ограда, а ќе бидат поставени клупи, корпи и гумена подлога. Ова е само едно од многуте игралишта што ги уредува нашата општина, затоа што децата заслужуваат простор за игра, смеа и среќни спомени. Работите ги изведува фирмата Теракота од Прилеп, велат во информацијата од општина Кавадарци. Во Неготино денеска беше отворена регионална канцеларија на Централен регистар. Граѓаните на општина Неготино, представниците на бизнис секторот и други корисници од денеска повеќе нема да мора да патуваат во други градови и да се изложуваат на дополнителни финансиски трошоци кога е во прашање користењето на услугите на Централен регистар на Македонија, вели градоначалникот доктор Горан Стојанов. Вчера во Овара Неготино било пријавено дека околу 15 часот и 30 минути на место викано Горна Лака, атар на село Војшанци Неготинско, ЗГ 58 и АВ 64 од Војшанци и МП 63 и РЈ 72 од Скопје запалиле оган кој предизвикал пожар на сува трева. Повредени лица нема, а пожарот бил изгаснат од територијалната противпожарна единица Неготино. По документирање на настанот, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, информира денеска од СВР Велес. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши најави дека училишниот прибор ќе се продава со попуст до 15%. Тој информира дека по Пладнево ќе има средба со трговците, производителите и дистрибутерите на која ќе станело збор за цените на прехранбените производи. Како што информира, ова ќе биде крајна опомена и предупредување до нив да се однесуваат соодветно. Во спротивно најави, владата ќе воведе ригорозни мерки. Денеска, пак и покрај ова што цените се стабилизираат, денеска имам состанок со сите трговци, со сите производители, со сите дистрибутери. Ако вака се однесуваат, како што се однесувале овие 3 месеци, ќе не воведат во ситуација да донесеме една одлука која ќе биде многу построга. Каде што ќе им излеземе нормално на пресрет на граѓаните, но денеска ќе биде крајната препорака од нашата страна. Нашето барање ќе биде да действуваат соодветно, да действуваат според економските трошоци што оние ги имат, да не изигруваат со цени, да не ги покачат цените. Инфлација од 4,8%. Промашените политики на власта го туркаат народот во сиромаштија през конференција на опозиционата СДСМ. Инфлацијата вртоглаво расте. Со ВМРО ДПМН секој нов месец е удар врз стандардот на граѓаните. Државниот завод за статистика објави алармантни бројки. Инфлацијата на годишно ниво изнесува 4,8%. Овие катастрофални бројки не се на четврта економија, туку на економија во слободен пат. Резултатот на тотално промашените економски политики на владата на Христијан Мицкоски. Речиси се е поскапено, а најмногу храната и основните производи. Животот станува се потежок, граѓаните имаат се помалку пари. Илјадници семејства во Македонија едва и врзуваат крај со крај. Родителите се приморани да се откажуваат од многу работи за да можат да обезбедат оброк за своите деца. Прават секојдневни математики, дали да платат сметки или да купат основни намирници. И додека народот едва и врзува крај со крај и секојдневно се бори со високите цени, премиерот Мицкоски се уште анализира. Власта тврдоглаво ги одбива конкретните предлози на СДСМ за намалување на цените и зголемување на платите. Не може народот да биде на леп и сол и да чека мерки додека владините функционери се луксузираат и се гоштеваат со папаја и манго. Не требаат анализи и промашени мерки со кошнички. Владата има готови предлози од СДСМ, нека ги реализира. Укинување на ДДВ за храна, зголемување на минималната плата и покачување на платите во други сектори. Само на овој начин цените ќе се намалат, а ќе се заштити стандардот и понатамошното осиромашување. Времето на владината незаинтересираност
и јарчењето на парите на граѓаните мора да заврши. Сметката секој ден ја плаќаат граѓаните. Главниот обвинител Коцевски буквално ја применува пораката со штитот или на него, која СДСМ му ја упати од собрание наместо на народот и служи на партијата, рече денеска на пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Главниот обвинител Коцевски буквално ја применува пораката со штитот или на него, која СДС му ја упати од собрание наместо на народот и служи на партијата. Главниот обвинител Коцевски досега играше по нотите на СДС. Истото ќе продолжи и во периодот кој следи, а тоа е заштита на сите функционери од СДС фатени во сериозни криминали од одговорност. Очигледно е дека главниот обвинител Коцевски нема да си даде оставка и дека тој избрал улога на маша во рацете на СДС. Но тој треба да знае дека одговорност за тие кои сега ги штити ќе има и ќе дојде. Но исто така, треба да знае дека и за секое негово незаконие на кое ќе се дрзне, одговорност ќе има. Се што досега било направено, но и одсега, ќе биде ревидирано во иднина. Жално е само што главниот обвинител Коцевски целосно се стави во улога на заштитник на СДС и реши своеволно да го срамни со нула интегритетот на обвинителството. Ние знаеме дека не сите обвинители се Љупчо Коцевски, дека голем дел имаат интегритет и знаење, само од партиски исторените не дошле во преден план. Затоа ги охрабруваме да си ја вршат работата, без разлика од насоките или притисоците. А одговорноста за сите криминалци и тие кои ги штитат, доаѓа. СДСМ обвинува за брутална партизација на образованието. Јаневска и ДПМН инспекторатот го претвораат во штаб, беше речено на денешната пресконференција. Весна Јаневска и ВМРО ДПМН спроведуваат брутална партизација во образованието пред изборите. Во очи на распишување на локалните избори, гледаме масовни незаконски огласи за вработувања и напредувања само по партиска линија, а за вдомување на кадри на ВМРО ДПМН. Државниот просветен инспекторат под диригентство на Јаневска станува партиски штаб на ВМРО ДПМН, според информациите кои ни ги доставија свиркачи. Сонја Зашовска, советничка во општина Газибаба од ВМРО ДПМН, треба да биде унапредена во раководител на оделение за инспекцијски надзор и оценување на квалитетот. Таа е истата инспекторка која го заштити Бојан Христовски од АНБ и неговото незаконско стекнато образование. Дали е ова награда за неа? Очигледно. Понатаму, Валерија Атанасова, советничка на ВМРО ДПМН во аеродром, според истите информации од свиркачите, ќе биде унапредена во раководител на сектор за стручно административни работи. Христина Јовановска, сегашен инспектор, ќе биде поставена за помошник главен инспектор. Јане Николовски, исто така кадар на ДПМН, ќе биде назначен за помошник раководител на сектор за односи со јавност и превод. Паралелно со ова, се распишува јавен оглас за нови вработувања во инспекторатот, исто така по партиска линија. Партизацијата во образованието е брутална на сите можни нивоа и со незаконски огласи за вработување. Само во последните неколку дена распишани се незаконски огласи за вкупно 123 работни места, наводно за образовни асистенти во училишта кои не се трансферирани во ресурсни центри. Огласите се незаконски затоа што според Законот за основно образование, за средно образование, само такви установи можат да вработуваат образовни асистенти. Незаконитостите не застануваат тука. Интервјуата за дел од огласите започнале уште пред да истече рокот за пријавување. Постапките биле координирани од директорот на училиштето Искра, Маријан Арсов, од странство преку приватна Вибер група. Бараме итно да се поништат сите овие срамни огласи и незаконски унапредувања. Да се разрешат сите директори кои спровеле незаконска постапка. Да се запрат
партиските вработувања и унапредувања. Ова е срам за образованието, срам за институциите, срам за државата. Наместо квалитет и независност, добиваме партиска приватизација на институциите, на штета на учениците, наставниците и на штета на сите граѓани. Актерот во Кавадаречкиот театар Диме Коцевски најавува нови проекти на театарот. Па вака во овој летен период обично нели треба да биде период на одмор, односно нели кога институциите се пребројуваат што направиле у текот на пролетта, нели. Кај нас беше малце обратно оваа година. Доста продуктивно лето, би рекол. Продуктивно од многу аспекти. Прво од тоа што со представата Жена ми се вика Борис на колегата Диме Боцев беме на 2 фестивала до сега и еден уште еден следува. Некаден крај на август. Во Тузла. Да, за Тузла, да. Значи, тоа би дошло дека се работи под полна пара од причина што имаме неколку промени во ансамблот. И фактички што кажа Диме Боцев, прежески колегата, како да подготвиме буквално нова представа. Меѓутоа, пак ќе кажам, кога се сака, се може. Кога имаме компактна екипа како што е нашата, ќе најдеме начин, еден на друг си помагаме за да стигнеме до целта. Целта, нели сега, следна цел ни е Тузла, а после тоа, јас би рекол дека ќе си дадиме 2-3 недели одмор, да се прегрупираме и да почнеме со новите проекти од новата театарска сезона. Да. За кој какви проекти? Едната ќе работи да Малинков. Да, колегата Малинков, пробувам се сетам, мислам дека беше смрт на човекот на Балканот, на Балканот. Така некако, и ја имаме преку министерство добиено од Чехов 2 едночинки. И некаден докај нова година, јас би рекол, до традиционалната детска представа, новогодишна, јас би мислам дека сме покриени со овие две премиери и таа фактички ние за 4 месеца имаме 3 премиери. Тоа е многу за аматерски театар. Што е одлично. Сега е нели со новиот директор, со новото раководство, малку ќе менјаме тактиката. Знаеш, последните неколку сезони театарски ни беа малце хаотични. Сакаме тоа да се поправе, сакаме тоа да се издигне на едно повисоко ниво, и ако веќе нели одиме кон тоа, нели се случуваат и убави работи и со колегите кои што нели ни беа со преку агенција вработенијата се случуваат нови работи, да. Значи тоа се едни позитивни работи кои што ние треба да ги надградуваме, нели. А надградбата според мене е да таа целина која што имаме никако како театар при дом на култура, да застанеме на уште подцврстинозе, не дека не е на цврстинозе. Има ли хемија? Има, како нема. Без разлика на се. Има. Јас пак ќе кажам, значи шом, жена ми се вика бори се со 7-8 лика. Пастовите исто со 7-8 лика, значи имаме луѓе кои што можат да одговорат на да. Сега и нас ни е зголемен ансамблот. Многу е полесно сега. Допред, например, 3-4-5 години беме само јас и Малинков. Отказа мина мимо колешката, да. Сега Видан, Боцев, овој Сајшто. И ансамблот овој глумачки е зголемен, ни фале, секогаш ни фале, барем од тие фамозни женски ликови, ама имаме некои надежи дека може нешто да се направи, не би преудицирал нешто однапред, да не откриваме, ама ако успееме тоа да го направиме, ќе закрпиме баш на Кавадаречки кажано една голема дупка, која што за понатаму ќе ни се освете позитивно. Нели?
И тоа е тоа. Јас, здравје Боже, имам неколку добри текстови на маса. Некаден после Нова година, после празниците, планирам веднаш да почнам со проект. Би рекол дупли проект, ева ако така можам да се изразам, една дамнешна желба уште јас и Малинков која што требаше да ја реализираме, меѓутоа заради сплетна околности не се случи. Сега ја веќе 3-4 години тлее таа убава интересна идеја јас и Видањето да спремаме една дуодрама варијации енигматски варијации, така да ако тој проект што ти го спомнав пред малце бидне после Нова година, паралелно со тоа јас и Видањето ќе се откинуваме дел од пробите, за да сепак е тоа дуодрама, нема да ни требаат многу луѓе за реализација. Пак ќе кажам, мене ме радуе, честитки до наградата за мојот колега драг Диме Боцев, честитки за целокупниот ансамбл, за тоа што сепак, можеби јас од кога заврши сета таа работа таму, кажав така, можеби најдрагата награда е таа која ќе добиеш за колективна игра, значи си имал, значи тие луѓе кои што тоа се врвни професори и театролози и режисери и глумци кои што на пример виделе нешто у нашиот ансамбл што ми ја дале златната маска за колективна игра. Мене тоа, како да ви кажам, ми дава поттик, ми дава крилја да си го продолжиме тој пат, нормално секогаш со надградување и здравје Боже до година па уште со некој фестивал кој што чисто да не заборавам дека најверојатно 99% одиме и на фестивал во УП во Србија, со кавдаречките пастови, ама тоа е некаде ноември месец, така да за тоа секој ќе се видиме пак уште еднаш. Продолжуваме со спортот. Богдан Мијушковиќ за посилен ГРК Тиквеш. Црногорскиот бек може да ја покрие левата и централната позиција, доаѓа од екипата на Струга. Кавадаречкиот ракометен суперлигаш, екипата на ГРК Тиквеш, полека, но сигурно создава конкурентна екипа за новата сезона, па затоа потпиша со уште едно странско засилување. Новајлија во клубот од кавадарци е Богдан Мијушковиќ, повремен репрезентативец на Црнагора. Се работи за 22 годишен ракометар кој може да ги покрие позициите на лев и среден бек, а има и солидно искуство во македонскиот ракомет. Мијушковиќ првично се приклучи на Eurofarm Пелистер 2 во втората половина од сезоната 2022-2023, што беше негово второ интернационално искуство по настапите во словенечката Добова. Покажа потенцијал што резултираше со приклучување во првиот тим на битолскиот клуб, но не се избори за првотимски статус, па минатата сезона ја помина во редовите на Струга. Сега Мијушковиќ, кој ги има поминато сите младински репрезентативни селекции на Црнагора и важи за еден од перспективните ракометари на својата генерација, ки игра во Кавадарци под водство на Кристијан Грчевски, а Тиквеше значи четвртиот македонски тим во неговата кариера. Утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец, а температурата ќе достигне 38 степени. Го гледавте Дневникот на КТВ, ви благодарам за довербата и вниманието, ви посакувам пријатни мигови со нашата програма.